Денеска имав можност по покана на директорот на ПУИК Цветко Грозданов да дојдам и да видам како стојат работите со изградбата на катната гаража Смилевски конгрес овде во центарот на Скопје, веднаш до Македонскиот народен театар, наспроти Македонскиот народен театар. И можам да кажам дека сум многу задоволен што гледам дека катната гаража е веќе завршена и тоа не е сега завршена, туку била завршена уште пред 2,5 месеци. За жал во овие 2,5 месеци компанијата ПУИК очекува од општина Центар да добие некоја употребна дозвола и не знам навистина зашто толку се договлекува, дали се некои политички мотиви или се технички мотиви, но како и да е, се надевам дека општината Центар ќе се заврши својата задача затоа што илјадници граѓани секојдневно ќе ја користат оваа катна гаража. Ќе добијат на време, ќе добијат на квалитетна услуга, ќе добијат на помалку нервози во барањето место каде се паркираат или пак во справувањето со полицајците кои ги казнуваат за неправилно паркирање, така што станува збор за еден поголем проект кој што своевремено владата го зацрта заедно со владините институции, во тоа време и со градот Скопје и во тоа време исто така и со општината Центар, со кој што се предвиде градба на 7 катни гаражи. Ова е 6-та катна гаража која што веќе, како што гледаме, е завршена, останува само општината Центар да дозволи да се пушти во употреба и народот да ја користи. Во неја е инвестирано 4,5 милиони евра, има 169 паркинг места и се наоѓа во центарот, буквално во најцентралното градско подрачје на Скопје. Овие 6 катни гаражи, како што кажа, се завршени. 7-та која што беше во план беше стопирана од новото раководство во општината Центар, но затоа пак владата изгради друга подземна катна гаража кај МОП, кај Македонска опера и балет, која што е огромна, околу 600 места, така што може да се каже дека се нас е 7 катни и една од нив подземна гаража се изградени за огромен капацитет на возила и можам да кажам дека со ова во најголема мерка, не можам целосно да кажам, но во најголема мерка е решено прашањето на паркирање на возилата во строгиот центар на Скопје. Останува и фактот што и некои приватни компании веќе изградија или градат катни гаражи, да речеме овдека во близина се гради една катна гаража во близина на Мепсо, која што се надевам годинава ќе биде завршена, таа е приватна, една се изгради во близина на судовите, така што центарот на Скопје станува место каде што се помалку ќе имаме проблеми за граѓаните за нивно паркирање на возилата. Тој метеж што беше претходно веќе е намален, иако не секогаш е прашањето до катната гаража, некогаш е прашањето и до старите навики од времето кога немаше простор за паркирање, па луѓето се навикнува да паркираат каде ќе стигнат. Сега се дава една услуга од страна на државните институции, на градот Скопје, со која што им се овозможува на луѓето што живеат во градот, на туристите што доаѓаат со возила, на сите оние кои што доаѓаат од внатрешноста или пак од другите населби во Скопје, во центарот, каде што е главната фреквенција во главниот град, да има каде лесно, брзо и ефтино да ги паркираат своите возила, затоа што цените, колку што можам да разберам, се прилично ниски и на тој начин се овозможува да секој човек може да изнеде начин да нема главолуки со паркирањето или пак последици од лошото паркирање и да се паркира во овие катни гаражи. Така да можам да речам дека овој значаен голем проект на владата заедно со градот и со општината Центар во времето на Владимир Тодоровиќ се заокружува. Колку што можам да разберам, има иницијативи односно барања за градба на уште неколку катни гаражи во Скопје. Има изградено уште неколку, но јас ги спомнав само оние што се во строгиот центар на градот. Иначе и во општина Центар и надворот ова општина изградени се во аеродром, има изградена една гаража, има една приватна катна гаража изградена и кај Идадија, односно во тој дел на градот, во близината на амбулантата Идадија, така што има и други, но во строгиот центар имаме практично 7 условно кажано државни, тука се и општинските и градските и неколку приватни. И веќе никој не може да рече дека нема место за паркинг, дека клучниот проблем за возење на возила во центарот е паркирањето. Директорот ми објасни дека покрај паркирањето имаат обезбедено простори за деловни простори кои што ќе го издаваат како би обезбедиле подобро функционирање на нивната фирма, државната фирма ПУИК, долгорочно, значи една долгорочна придобивка за компанијата,
затоа што континуирано во годините нанапред ќе има место кај да паркира. Она што исто така ме радува и што другите катни гаражи кои што се веќе изградени имаат огромна искористеност. Искористеноста е околу 80%, некаде и повеќе и 90%, зборувам во просек, речеме месечно или годишно во просек. Тоа значи дека постоела голема потреба за катни гаражи, дека неоправдана беше критиката кон владата, дека нема потреба, дека се трошат пари попусто, дека тоа не е приоритет во моментот и така натаму. Да не забравиме, Скопје не е Скопје што беше пред 25 години. Скопје е денеска главен град на држава. Центарот на Скопје е центар на главниот град на метрополата на Македонија и не може да остане без место за паркирање и луѓето да паркираат по тротоари, по плоштади, по паркови и така натаму. Така што ите како, според бројот на искористеноста на катните гаражи и на подземната гаража се гледа дека имало огромна потреба, можеби има и уште потреба за ширење понатаму, огромна потреба за паркирање. Ово 80%, јас сум убеден дека не е максимумот, затоа што, како што кажав, се уште има граѓани кои што по стари навики, иако гаражата е до нив, паркираат некаде на тротоар или во парк или слично, но со тек на време тоа ќе се промени и работите ќе тргнат во една многу подобра насока, односно културата, сообраќајната култура ќе расте.